Леле, кај е сега Даниела? Толку тинтрање, а мислиш не знам за каде. Знаеш што ја ќе почнем емисијата? Ами шо гајле ми? Ај пушти таму. Ќе пуштиш ли? Ај. Таман ли сум наместена? Треба да изгледам малце повисоко од 1,50 сум висока се. Не ве забркавам, не сум до толку. Тоа но нето. Јас сум 1,63 м. Добро, 1,62 м излажав еден сад. После баци и сеча така. Така, добро. Добро. Добар ден, почитувани гледачи. Добро дојдовте во новото издание на емисијата Тренд Лайф или Живот во тренд или Живот со стил. Така некако му иде преводот. Живот во тренд. Во тренд, да. Тренд Лайф. Нека остане така. Тренд Лайф. Тренд Лайф на КТВ телевизија. Јас сум Надица Петрова и денес јас ќе бидам вашата водителка. А доколку дојде водителката што вие добро ја познавате Даниела, јас денес ќе правам интервју. Може така? Добро. Во денешната емисија на Тренд Лайф ќе зборуваме за градот Кавадарци. Дечки, спремни са? О, Наде! Кај си, бе? Стигнала? Еве сум! Абе! Еј! Ами нели у 11 гој? Не, извини, душо. 12. Како бе 12? Во 12 се договоривме. Како да не бе? Затоа ја пратив и екипава, јас да биде тук. Еве го. Аха, не е точно 12 часот ти се договоривме со тебе. Леле, стварно 12. Тебе саатот не ти е сменет, дефинитивно. Леле, ја па си викам сега, че ја земам емисијата, таман се вработам тука у КТВ, че си работам джа водителка, па че, ама знаеш како си викам сега, многу сакат, че земат луѓе, че соберат од целата квишија, че поднесуват петиција да не ја сменат. И викам, ајде, ќе чекам. Така? Ама почнав. Како тоа почна? Почнав малце, направив најава. Напри најава? Види сега, значи ја навикната сум на вакви работи. Ти ја видиш камера и не можеш да ја одолееш. Камерата не можам. Не можеш да ја одолееш на камерата и нормално. Ајде, и шо кажа таму, кажа, добра беше дечки, да не кажа некои глупости. Не кажав, шо кажав. Да не ме оговараше. Не бе, не. Не ме оговараше? Добро, шо не си ме оговарала, ќе ти простам, нека оди така најавата. Ке те пуштиме, ајде. Јас како таа двојката кец од двојката да видам. Јас не знам како, ние се договоривме во 11, тоест ти викаш во 11, во 12. Ами ти знаеш кога ми се јави, ја у кафана беше седната. Леле, мајко. Кој знае? Ништо, ајде, битно е дека се собравме, дека дојдовме, гледам полна масата. Ајде, чекам тебе за ракијата, за живот. Ракијичка, ајде. Ајде, добре дојде во Тренд Лайф. Ајде, и ти. Зарно за убаво. Заедно за убаво. И јас да добре дојдам во мојата емисија со новата водителка. Чекај малку сега, ти тука живееш, така? Ами како не си научила до сега да лафиш на нашки? Па како, знаеш, многу глупо звучам јас, не го фаќам акцентот, не можам со тебе јас. Че го вежбаш? Да вежбам. Сега имаш тука диалектолог. Добро. Значи јас сум спремна да те зборувам на многу диалекти во исто време. Така да после ова ја ќе те одржам на лекција како да им влезеш клизечи на диалектите. Значи на следна емисија има кавадаречкиот, има да го цепаш. Викаш, Ја родена кавдарчанка. Ајде да видиме. Диплома за основно, за средно, за факултет, за англиски, за магистерски, за докторат, за што сакаш, баце, за што сакаш. Еве, на пример, за една партија што им имам средено дипломи, а би имаат кадар НАСА да ја водат, баце. Толку се стручни. Мислам, не се стручни, не да боже ракетана да ја возат, има да падне насред Пентагон. Ама, баце, формално се покриени. Ај сега кажи ти зашто ти треба тебе диплома. За психијатар. Опа, баце, те назначиле за директор. Баце, 20 години како продавам лажни дипломи, вакво барање за психијатар не сум имала, ти кажам право.
И онака си ми сограѓанка по многу основи, така да ќе те послушам. Иначе во Скопје си долго време, а еве за сите оние кои не знаевте и се прашувате цело време алудирате на тоа, леле Надето била од Битола, та од Куманово била, та од Кавадарци била, не е точно. Надето е од Неготино, да знаете. Родена неготинчанка. Така? Така да сограѓанка ми е во тој дел, пошто јас дојдов во Неготино да живеам привремено 20 години. Значи од повеќе страни, плюс Скопје. Да. Јас сум пола живот во Неготино, пола живот во Скопје и паралелно секаде, нели, низ светот на така. Истото сум и јас, така да тука некаде сме имаме заеднички работи, мада и по други сегменти сме со заеднички работи. Да, ја обично каснам така да. Така, леле, ќе ме издаде цела емисија сега, а уствари она е додена порано, ја не можам да ја разубедам. Не, она секако дека каснеше. Значи тука сега гледате, се гледа по неа. Значи гледате, во се има спремано тука. Да, се штирка ова. Јас само изми коста и оти немам клима у пунтото, само ми се изсуши и ми се навитка. Ти се навитка, леле, ќе дојдам и ја да се повозам во пунтото да ми се навитка. Може да слабнеш пузданче и за слабење пунтото е топ. Да ти кажам браво сауна, да влегуваш у сауна, одново најакта и си викаш и... Супер, одлично. Сега, ајде малку да те распрашаме за некои работи. Сакам да ми кажеш каква беше како дете. Пошто ете си во делот на глумаштвото сега во подем, и многу луѓе те сакаат и имаш многу фанови. Ме интересира каква беше како дете. Дали беше исто ваква хиперактивна и така интересна или беше некое самежливо детенце? Зависи во кои периоди. Ама генерално истава енергија ја имав. Многу сум среќна ради тоа што тоа сум го задржала. Што до некаде некогаш не ми врши работа, нели, таа една невиност и наивност се коси малку и знам така да бидам. Ама од друга страна сум благодарна што го имам тоа. Ради тоа што ја гледам секогаш светлата страна, добрата страна ја гледам и тоа е еден дар што им го посакувам на сите. Ради тоа што убаво е да имаш таа свест дека секогаш во се има една светла страна. Така да, не знам, иста сум од мала сум правела представи, сум правела, не знам, се сеќавам и во Неготино и во Бошава, јас пораснав во Бошава, во Кавадаречкото село на Кожув, секој лето бев таму како дете и зимо со брат ми, така да таму сум правела представи. Горна Бошава. Ама кој ви од Горна Бошава? Мајка ми. Значи мајка ти е кавадарчанка. Мајка ми е кавадарчанка, да. Така, добро. И таму правев представи, знам дека вклучи по тоа школото имаше сцена. На времето имало школа, таму имаше сцена, ја правев представи, магар имаше магарето во представата. Значи, сум правела такви работи од малечка, сум организирала реви, чуда, не знам свашта. Од мала тоа сум го сакала, па лотари, па не знам што и што не. Сум пишувала поезија, сум цртала, музичко ем завршено ниже музичко, виолина свирев, па на сите концерти исто како водителка, па после кога имав 14 години, случајно како дете видов оглас во Неготино на площадот некаде, не знам дека бараат водители. Да. И јас се пријавив и ме примија, значи на 14 години првата работна позиција ми беше во радио Неготино. Супер. Радио телевизија Неготино, првично влегов во радио. И тогаш се соочи со сериозноста на говорењето правилно македонски. Например, многу се мачев да кажам граѓаните на град Неготино. Да. Што викаше човеците на Неготино? Граѓаните. Значи тука Неготино и Кавадарци сите викаме Дж и Ж. Значи Џоко, да. Ѓурѓе, не знаеме да кажеме Г. Така. И граѓаните, ја не можев да го кажам, се мачев на пола саат, се мачев и повеќе. Граѓаните да кажам, граѓаните. Никако толку ми беше тешко. Ама тоа беше, например, сум имала 14 години и сега веќе како актер, нели, на факултет сме имале часови по говор, значи има секакви вежби, кај што сега јас ги учам децата на кои им предавам, за тоа, нели, како може да се совлада нештото со вежби, има секакви вежби. Нама првите искуства ми беа такви, нели? И што емисија водеше тогаш? Се сеќаваш? Значи почнав со огласи, имав емисија, дали беше Only Fun, Забава плюс, повеќе емисии. После влегов и на телевизија. И на телевизија, рачунај, јас детиште 14 годишно.
И се сеќавам косата ми беше тука долга вака како тебе. Така. И ми се јавија уште тоа време, ми се јавија од бутици, од фризерско-козметички салон, па ме шминка и јас изгледав како да имам 20 години. А паралелно одев во фризерски салон, таа што ми ја правеше косата, сега не е веќе салонот тука, на Верче. И идев кај неја, исто така после школа, и помага во салонот, така да го научив и тој занает паралелно. Значи метев ми коси такви работи, водев емисии, значи трчав, од мала сум била растрчана, баш вчера сретнав една пријателка и викам, леле, значи многу сум хаос, ама сега периодот пептен сум. И ми вика, па за нас вика, чудно е вика да те видиме да не си у хаос, вика, тере вика, тоа си ти да. Да. Од мала сум така, што те познавал. Какво беше тоа чувство телевизиско, да речам, беше исто таму како водителка, не глумеше ништо? Не, водителка бев. И сега јас колку сум знаела на тие години, мислам со тоа, сум се трудела, јас сега не знам тие видеа, баш цело време сакам да прашам, да ги прашам колегите што ми беа, дали може би чуваат нешто да видам тоа на што личало, пошто јас сум мислела дека знам нешто, дека си звезда, дека си не знам што, така? Па не знам дали сум имала таков став како звезда. Не сум го имала тој став. За разлика од многумина сега во денешно време кои мислат дека еднаш-два пати ќе се појават на телевизија или ќе направат нешто и се замислуваат дека се звезди недостапни, поготово за новинарите и водителите. Значи секогаш скромноста е многу важна и да не ти удри славата во главата. Јас секогаш тоа го велам, затоа што најпознатите светски имиња се толку едноставни луѓе. А за разлика од некои што се замислуваат дека се звезди подован и по звезди има само едни, а тоа се звездите на небото, така да не треба човек многу високо да лета. Знаеш како викаат? Вистинските звезди трепкаат, потоа можеш да ги препознаеш дека се вистински звезди. Така да Дани сврти се кон камерата и трепка. Треп. Ај, ова ти беше. Бога ми ти добро. Да, сега ми се така продолжени, ги одгледувам. Така е. Значи, после тоа излегува да нели се запишеш средно каде? Средно во Неготино завршив гимназијата. Таму учеше во гимназија и паралелно имаше аматерски театар во Неготино. Паралелно со театарот имав можност ета неколку представи да играм во неколку представи и да се заљубам во тој театар до ден денес. И тоа правев многу работи, правев додека бев средно, така да средното си го истарав како и нели. Секое друго дете. Секое друго дете, да. И тоа сакав на глума, па дали може на глума, дали не, ми се вртеше во глава психологија, која ден денес ме интересира, филозофија исто така, сликарство и тоа исто имам некој си осет за сликање. Сликам, некојаш знае така да ми се случи да морам и купувам платна и бои или имам обично. И седнувам и сликам и тоа некојаш ми доаѓа да го правам, така да ета да. Тоа од секојаш сум уживала во тие работи. Што значи дека како да те фрлат, кај да те фрлат ќе застанеш на нозе, јас така би рекла, затоа што човек што све го интересира, значи лесно се снаоѓа и се прилагодува на дадената задача или позиција, ајде така да ја речеме. После се случува да се запишеш на драмски, го завршуваш драмски, те наведувам на овие муавети за да ете на публиката и те доближиме публиску од аспект на тоа, затоа што во последно време постојат многу шоумени, инфлуенсери кои и како немаат никакво образование во тој дел, значи ти си тотално друго нешто. Ете фановите да го знаат затоа што сепак ти си име во глумаштвото кој е професионалец во работата што ја работи. Мимо социјалните мрежи, значи работиш и на многу бројни проекти кои се поврзани со телевизиите, меѓутоа се поврзани и со твојот приватен театар кој го имаш. Да. Ајде малку околу театарот, од каде идејата, зашто тој назив, како се вика театарот, ева да ги запознаеме тие што не знаат, колку време функционирате, што све работите? 5 години функционира театарот, требаше повеќе, тоа ми се случи идејата пред короната. Таман решивме пред короната не спречи, па почекавме, па мислам дека и за време на корона се отвори и
Тоа беше инициирано од јас и Бована Лексовски колегата. Гледајќи ја реално ситуацијата каква е во нашата држава, значи некаде не има 300 на број дипломирани актери кои не работат никаде. Некој голем процент од 70% се имаат откажано од професијата, се занимаваат со нешто сосема друго поради тоа што не им се дава можност. Поради тоа што и насекаде ни светот е така, но и нели кај нас мислам дека малку и повеќе сме тажна држава, луѓето не се свесни, не се будни, се полни со гнев, со фрустрација и не знам, тоа едно со друго цело време си се повлекува и си се коси и си се не знам од типот на имав ситуација одам да купам плочки сега со реновирањево, терминалот не им работи. Ништо чудно во државава, значи тоа е многу нормално, веќе окей, одам да барам банкомат, одам банкоматот празен. Влегувам во банката, вака, значи тепачки за малце ќе беа тоа. И луѓе ми го земаат редот. Многу е жално колку луѓето се тука такви, колку многу ние сме херои што остануваме тука да живееме. Стварно сме херои. Бидејќи такво е, се не знам ми отиде мислата што сакав да кажам, од кај тргнав. Дај вратимете му. Ајде да те вратам за театарот. Твој приватен или почнавте со Бобан? Во муката за реновирањето на станот, па што го реновираш станот, да, затоа си во дополнителен хаос. Вика, ти посакувам да реновираш, онака на некој го сакаш клетва да му дадеш, ти посакувам да реновираш. Да, од старо ново да правиш, да видиш како е. Да видиш колку е стресно. Да. Да, и сега таа ситуација мислам дека, нели, сакаме да работиме и двајцата сме многу вредни, амбициозни, веруваме во себе, многу го сакаме нештото. Значи нешто кога многу сакаш, викаат прави го тоа што не можеш, а да не го правиш. Посебно од тебе кога е, тоа треба да го правиш. Што не можеш, а да не го направиш. Значи тоа треба да го правиш во животот. И така да од таа голема љубов и страст кон нештото, рековме, окей, ајде ние да направиме некој наш театар, како здружение независно, па да почнеме да функционираме, нели, формално. И идејата беше со театарот да има можност за тие колеги и за нас, тргнувајќи од себе, да има каде да играат, да може да тропнат, да кажат ајде сакаме преку вас да работиме. Дали може, бидејќи е полесно со здружение и за договор да не знам, да бараш спонзорства, што многу тешко иде тоа. Да тропнеш во било која институција, да кажеш имаме представа, сакаме да дојдеме да гостуваме. Па нели, за како тоа да биде правно покриено, идеме преку тој театар. Самиот театар веќе имаме доста следбеници, кај што можат луѓето да видат дека има представа за да дојдат да гледаат. Така да како такво нешто да го понудиме, бидејќи за жал немаме ние финансии да понудиме дека окей, дојдете, ние ќе ви платиме се, вие само играјте, тоа го немаме, но можеме нешто сепак да понудиме. Да, да бидат видени, да се покажат пред пошироката јавност, да бидат утре и побарани, не само тука него и надвор од државата. Да, и сите тие работи, но пред се да го прават тоа што го сакаат. Така. Бидејќи тоа е, мислам, да тежи тоа, кога ќе се навлечеш на тоа е како дрога, мислам, како да се изразам. Зависност ствара, значи тоа што го сакаш да го работиш, секогаш ствара зависност. Ти прави немир во душата ако не го направиш. Ако не го правиш, да, бидејќи чувството на сцена е магично чувство, тоа е волшебно чувство на будност, на присутност. Одлепен си, значи со свеста си одлепен и од твоето тело и од значи веќе ти си сведок на еден друг карактер кој си го градал со месеци за да го изнесеш ти пред на сцена и ти од страна го гледаш тоа и си буден. И во тој момент имаш контрола и на сите емоции, и на сите зборови, и на се. Значи тоа е една таква зен состојба. И надвор од тоа што ти се случува тебе лично во приватниот живот. Прекрасно чувство е, што стварно ти прави да се чувствуваш многу будно, присутно, а тоа ти дава спокој, ти дава радост, ти дава сила, ти дава моќ, ти дава многу убаво чувство. Знаат тие што пробале, знаат дека после тоа не може да се откаже. Точно. Без разлика што нема пари нешто тоа. Така е. Затоа потполно те поддржувам. Театарот се вика? Театарот се вика Театар Златен Илец. И името е од една од најпознатите драми на Чехов. Кај што таа една глумица завршува во Елец, Елец е мало градче во Русија.
разочарана дека во Москва не успеала да се снајде во големиот град и сега као ни беше за фраканцијата додека студиравме, што ќе правиме кога ќе завршиме, кај ќе работиме, гледајќи ја нели целата ситуација. И во Елец ќе работиме. Во Елец така ни остана и како да се вика многу, тоа траеше 2 недели дур вакво име, такво име, дур да го најдеме и Елец. И Елец каже Бобан, ја викам Елец, ама златен Елец ќе го направиме, дека наш си е. Да, одлично, Да. убава иницијатива од ваша страна. Колку актери сте сега моментално во екипата? Значи, ние сме 5 основачи на здруженијето, но најактивни сме јас, Бобан и Тамара, режисерката. Со тоа што до сега имаме ангажирано некаде, не дека ние нели сме се поврзале со актери и со режисери. Па не знам, има 15-20 некаде, што нели Во зависност од улогата што ви е потребна, така и ги ангажирате Да, и финансите, нели, и останатите колеги. Но сепак растеме како театар. Еве сега се појави еден американец кој што има негов текст, сака да се преведе текстот, веќе е преведен на македонски, да се игра во Македонија. Ние како театар Златен Елец да ја работиме таа представа и тој ќе инвестира. Значи, тоа е голема работа за нас. Не дека се нешто многу пари, ќе имаме некоја скромен хонорар бидејќи повеќе се актери, ама сакам да кажам дека човекот бил на некој фестивал каде што ние сме биле како театар, ве препознал, читал за нас и ете решил дека ние така решил вас да ви ја даде довербата дека ќе ја направите. Така е. Инаку покрај театарот, значи настапуваш и сама. Со тоа што имаш твои стендап излагања не само во театарски изданија, него имаш и по локали низ државава, па и надвор од државава. Можам да ти кажам дека храбро се за во денешно време една жена, мислам дека само Весна Бејби ја памтам како стендап комичар, друга не познавам во нашава држава, за после толку долго време да собереш храброст да бидеш втората Весна Бејби, ајде да речам на некој начин, што ќе ја наследува како жена, пошто има многу што се како мажи, нели, не како мажи, туку мажи, да не се изразам лошо, пошто поинаку може да бидам разбрана со ова сега во денешно време, нели? Буваме цело време. Аха. Така да, од делот на актерите, како, ете, еден куп актерки имаме, да речам, во Македонија, меѓутоа ти некако си извед баш по тие настапи твои и многу можам да кажам интересни, заради тоа што играш, пееш на сцена, се пресоблекуваш во различни комбинации и тоа сето буди интерес кај публиката. Што ти текна, како те наведе тоа сето да го направиш и како успеваш, нели, да сето тоа го склопиш, дали сама ги мислиш скечовите, ти помага ли некој и така? Не Благица Павловска. Која ти треба тебе? Благица студентски прашања. Таа сумбаце. Ама звониш после работно време. Кој ти го даде бројот? Овој ми е приватен. Како? Панче професорот. Чекај малце, извини. Панче професорот, брат. Абе, тој нели е у затвор без запипкање студентки, бе? Абе, не ме заебава, им бараше на сите студентки, ако не му дадат, им бараше 100 евро уплико. Абе, не е нормален. 100 евра, бе, у тоа време, знаеш овеа 100 евра, бе, цела недела можеше да јадеш. Сега 100 евра, еден ден кафана, ама не му ги давам, бе, перверзњак еден. Чекај овој да видам. Многу обширно прашањето, сега од кај да почнам? Од кај сакаш? Немав намера да го правам ова, никогаш. Ниту намера, ниту амбиција, ниту желба, ништо такво. Едноставно тоа се случи од пустата желба за да работам во театар, па така некако спонтано, на аудиција нешто имав, се инспирирав нешто да направам со некој сарказам. И тоа излезе комедија една таква од некои 15 минути, па после ми се допадна тоа, видов дека многу убаво помина и реков ајде сега ќе направам монодрама, монокомедија. И така беше тоа со пресобликувањето на сцена и сето тоа. И таа монокомедија публиката ми ја препозна како стендап. Со тоа што стендап не од сега од новите што се актуелни со краудворк повеќе, сега некако знаеш како луѓето ново е кај нас. Освен тие што знаат што е стендап, што прателе од времето,
Но кај нас си гледаат на Инстаграм, на Фејсбук дека и мислат дека тоа е разговор со публика. Значи правиот стендап не е разговор со публика, правиот стендап е актер, стендап комичар, се извинувам, не се сите актери. На сцена и кажува приказна, повеќе приказни, низ хумор, со панчлайнови, со смешки во кои се разбиваат табуа, во кои се даваат пораки, фактички ги шамараат одредени институции, да речам, или личности. Како критика, општо на се, како зависи кој на која тема сака да зборува. Критика за човекот како себе, да се препознае дека во нешто кога нели малце да се разбудиме, да се освестиме, да се опуштиме, да се насмееме, бидејќи животот е еден, овој живот сега, за овој знаеме дека е еден и треба да се радуваме и да сме благодарни и да се смееме, бидејќи не се знае ништо, не се знае сега за пола саат што ќе биде, мислам. Така е, во право си сосема. Кажи ми, некако нагло почна и да те бараат и во странство, веќе беше во Србија, имаше гостувања, па сега Швајцарија и ќе биде многу интересно. Веќе тој што знае да го цени тоа што го работиш, значи гледа потенцијал во тебе и сака да напредуваш. Меѓутоа, што правиме со онаа друга на публика што те следи на социјалните мрежи? Какви се коментарите нивни? Дали те препознаваат по улица? Еве, наде со ракивчето или со ова, со она? Има ли нешто така? Има, постојано има. Не сум очекувала дека тоа ќе ми се случува во животот, бидејќи ти кажав, сакав театар, само си работам во театар и толку. Сега секаде ме препознаваат, секаде. Нема место кај што ќе отидам да не ме препознаат. Треба тем да сум нешто сменета, ама кога ќе ме загледаат или по бојата на гласот, бидејќи ми е специфична бојата, леле и такви, значи, многу те сакаме, фала те многу, ми ги правиш деновите, ме засмеуваш, заразени сме со тебе, само си препраќаме, снимај, те волам, снимај. И тоа толку убаво ми е кога ќе го чујам, кога знам дека на некој му правам убаво да се чувствува, тоа е многу богатство. Јас се радувам многу. И уште повеќе си мотивирана да продолжиш и понатаму да го работиш тоа, меѓутоа сепак фановите кога ќе те застанат, значи не глумиш лудило, него застануваш и разговараш со нив. Секако да. Да, враќаш и на пораки, тоа го знам, затоа што еве јас преку порака те исконтактирав, така да. Па не можам да враќам на сите. Да, меѓутоа ќе кажам дека многу, пошто самиот Инстаграм и Фејсбук автоматски ми ги селектираат во спам, во не знам таму некои други категории, што ја немам, ја општо не сум заразена да седам на телефон. И знам некојаш после 3 месеци да одговорам на меѓутоа кога ќе ја видиш пораката, се гледа дека е видена пораката, па дали некој ќе го оставиш на син да те чека подолго време или откако ќе ја видиш ќе вратиш, тука има разлика, нели? Да. Така, пошто многу се случува, например, луѓето да бидат оставени само на син, што не е во ред, затоа што сепак ги бараат за одредени, да речам, прашања кои треба да им ги постават во нивен интерес, не во интерес на другите. Да земеме ништо да се замезиме. Од ресторанов сино многу се потрудија, да ви кажам, околу емисијава. Им кажавме дека ќе снимаме овдека. Еве ни приредиле многу убава закуска со надица да не ја пиеме ракичкава, жута тиквешка на голо. Да. Така да не се опијаме случајно, после ќе биде џумбус. Не, јас сум мајстор, имам работа, не саатот не сум го земала. Ќе му дадеш погрешни мерки на мајсторот. Да. Ќе речеш овде ти реков, или ќе се правиш овде ти реков 2 сантима, отвика, не господја, вие ми рековте 3, не 2 ти реков. Нема да зборуваш тогаш ти, него ќе зборува ракичката. Да. И ќе си разговараме пропратно, еве, и за се останато, меѓутоа ете може и да си мезнеме, пошто сепак ова е опуштена емисија, не е да сме уштиркани и овако, мада што јас сум сега многу дотирана, али нема врска, се дотерав за тебе, затоа што те почитувам многу. Сега како ми го кажа? Да бе. Ја дека не сум толку дотерана. Не бе, дотерана си, ти си супер, ти си во твој стил, ја во мој стил. Значи кога би дошла поинаку, значи не би била ја, не би била јас во мој стил. Сега да се уштиркам, да се направам, да. Така и треба, значи биди секогаш свој и препознатлив. Јас тоа многу го почитувам кај луѓето. Сакав да те прашам, што е тоа што те најмногу нервира, а што е тоа што те прави среќна? Ме прави среќна
Значи се од внатре. Знам дека е филозофско и се, ама се од внатре. Кога јас сум окей, значи тогаш може се да ме нервира. Се, дури некој што е среќен. Зошто? За среќа тоа е многу ретко, бидејќи работам на себе. Работам на мојот личен развој да станам подобра и подобра верзија од себе. Читам книги, посетувам работилници, мислам си ја почитувам нашата вера, верник сум и гледам да сум подобар човек и секој ден да го почнам со благодарности. И кога ќе го почнеш денот со благодарности, тогаш некако си ја наместуваш енергијата за да си среќен. И кога е некој дури и тажен, имаш само сочувство, ама нели му праќаш љубов само. И ништо не може во тој момент да те изнервира. Во тој момент баш ништо не може да те изнервира. Ама ние нели се приврзуваме со сите работи, како јас сега со станот и со тие работи, ситни работи што мислам дека не сум, ама всушност Ти прави стрес. Знае да биде стресно. Значи тоа те нервира да реновираш, тоа е едното. Ете, да, ако сакаш конкретни работи, не знаев дека ме нервира, ама многу ме нервира да реновирам. Да. Не знаев конкретно што, например, те нервира, еве да речеме. Што ме нервира? Не можам да кажам дека ме нервира тоа. Значи зависи од тоа јас како сум. Ако сум јас наместена емотивно, енергетски добро, ма тогаш ништо не може да ме изнервира. Да. Па мислам дека не може. Тогаш некој да се обидува да ме изнервира, ја мислам ќе сум хладна или топла, пошто не можеш да бидеш ладна и тоа е некоја си ароганција. Ама во таа некоја ладноќа, уствари, само со љубов си го пушташ и се тргаш на страна, пошто нели? А што те прави среќна? Многу ме прават кога ќе видам насмеани луѓе на улица. Значи толку знаат да ми го направат денот кога ќе видам некој дека посебно сам кога е некој дека се смее. Леле колку ми се прави денот. Опа. Да. Значи кога ќе видам некој како си седи сам и си се смее, тоа најмногу ми ја полни душата. Значи ете таков еден мал детаљ, мал момент што го имаме во секојдневието, што луѓето не го ни приметуваат, ама кога ќе видам такво нешто, многу ме прави среќна. Супер. И го примам тоа, го пренесувам. А во делот, например, еве кажа дека нели те фрустрираат некои работи, дека сакаш да им дадеш љубов на тие луѓе, меѓутоа не го примаш тоа така. Ти се случило некогаш да го примиш некако, ајде да речам не добро, ама да одглумиш дека го примаш добро, пошто нели имаш способности за глумење. Пошто во денешно време луѓето не се актери, ама многу стана актери, ме разбираш? Не, за таква глума не знам дали го можам тоа во животот. За таква, тоа е површна глума кај што можеш да приметиш. Значи или ќе се подесам од внатре и ќе биде искрено, или ќе земам тука, ќе се расплачам, ќе се развикам и тоа ќе биде некоја ситуација кај што после ќе ми биде криво. Ама, да. Да се покажеш тоа што си ти, пошто во денешно време, како што кажам, значи имаме многу актери кои во секојдневието се актери, а уствари не го мислат тоа што го кажуваат или го пренесуваат на останатите, што и како мене лично ми смета, да речам. Биди тоа што си, кажи тоа што мислиш. Не ми глумате тука или не ми прави лажна слика за себе. Види луѓето пред се ретко луѓето. Многу од нас ретко кој си има соочено со себе, да се застане сам дома, да сака да биде дома, да си разговара со себе си, да се преиспита. И ти кога ќе се преиспиташ себе си, ќе се видиш себе си кој си ти, тогаш има значи цело истражување да се откриеш убаво кој си. И кога ќе си го имаш тој разговор со себе, веќе знаеш сам да се процениш дали се лажам јас себе си тука, се залажувам или не. Или сум искрен спрема себе си. Еве ни носат уште јадење од ресторанот, ајде повелете. Влези. Ајде влези, не се соблекувај, да, повели. Еве имам еден дечко така од ресторанот кој ни носи уште јадење, ние уште не сме почнале со мезење, но како и да е, многу благодариме на ресторанот Сино за ова прекрасна гозба која ни ја приредија денеска. Благодарам, дечко. Така да, повели, уживај во храната, а кога сме веќе кај храната, што е тоа што Надица сака најмногу да јаде?
Се погодивме ли со нешто? Се е вкусно. Значи јас воопшто сакам храна, сакам пиење и нешто или ќе се направи убаво или нема да се погоди или ќе се Така. погоди, нели? Ама немам нешто конкретно. Дали дека цел живот некако на убрзање и многу често јадам брза храна и кафанска храна. Многу сакам домашна храна, многу сакам манџички такви работи, што немам време и генерално сум сама и сама сега цело тенџер да го правам или само за еднаш два пати ретко. Нели, за тоа треба и гости, сакаш да споделиш кога ќе готвиш. Да И видат некако- како си го направила. Да, и со овој брз живот се помалце време има за тоа и се ајде некако ај у кафана, што нели не е лошо, ама сакам домашна храна, сакам многу леќе сакам. Леќа, добро. Сакам грашок со печурки на пример, сакам боранија, сакам гравче, сакам гравче со тапче гравче со колбаси, сакам компири, месо, нали си сакам таква А домашна. што не јадеш? Не јадев месо, 7 години бев вегетаријанец. Добро. И што И- те натера да се вратиш пак на месото? Па ништо. Тоа ми беше од некој си ништо. Не е ништо, еве сега ќе кажам што е. Тоа беше од некоја си идеја дека знам која е таа индустрија и што се случува. И од некоја си жал за животните и од тоа дека да има многу и знае да биде и штетна таа храна, нели? Да. Исто така и млечните производи, но на тие, например, еден месец сум успела само да не ги јадам, слаба сум на сирење, на нешто така со, не знам, нешто благо, некој колач кога, ама сега има замена за се, сега има многу добри работи после. Така да веќе и тоа ми се разби како идеја, како ментален склоп, нели, како мисла. Ама пред се ми беше тоа да не учествувам во таа индустрија, бидејќи сум гледала доста документарци што Така. им прават, како ги малтретираат животните, како ги... И тоа е многу жално. И некако викам, добро, јас ќе бидам таа приказната со пилето во шумата кога имало пожар и одело пилето со кунчето и ќе земе од најблиската бара водичка и ќе стае у огнот. И му се Така. смееле, нека да не ќе направиш нешто случајно, да не ќе смениш. И пилето рекло, ја барам издрав страна, дека ќе бидам од страната на тие што ќе помагаат, иако не можам да помогнам. Така. И тој ми беше ставот некако дека окей, ама не замарав, не бев од тие веге нации, што ги викам, нема врска, нема да ме приметиш дека не јадам месо у кафана, така бев. Ќе си нарачам, нешто си пијам, си јадам, мислам се, не замарам сега, ја не јадам месо. Јас сум вегетаријанец, не. Обично, Тој став го нема. тие што се вегетаријанци, Прво ти кажува дека е потенцира. вегетаријанец, па Да. после името. да. Знам, тоа не ми се допаѓа. Не бев од тие вегетаријанци, ама некако викам, добро бе, викам. И така викам, нели сите умираме, викам. И така ја, например, лично верувам у тоа дека душата продолжува. Јас не мислам дека тука се завршува, дека си одиме дома, дека не е тука се, дека. И викам добро. И сега тоа некако едно со друго и викам и така ништо не можам да помогнам. Не го јадам со некоја си сласт голема, со како се вика сладострастие, со такво, како се викаше? Со апетит. Не со апетит, да, ама со таква дрчност, со алчност, со не знам што. Тоа го немам, тоа нели знам да си го видам некогаш и тоа сите сме луѓе, сите сме грешни и се, ама не е тоа, него окей, ќе ми принесат. Ќе къснам, ќе јадам, не е дека нешто, ама не го доживувам како нешто многу големо, дека сега, окей, така да се вратив на месото. Ама ништо посебно не ми беше, и не ми беше измачување, например, кога не јадев месо, да ме фаќа стрв да се измачувам, леле многу сакам, ама не смеам, јас сум вегетаријанец, не, го немам тоа измачување, не. Така, а од алкохолни пијалоци што најмногу сакаш да пиеш? Ракија. Ракија? Ракијата ми е многу убав пијалок мене. И виски сакам, шток, коњак, ги сакам тие жолти пијалоци. Не знам, уживам, убаво ми е, вкусно ми е, убаво ми прави, си знам доколку можам, една-две. Не си претеруваш? Не, никако не. Така. Тоа сите мислат со видеото со кавадарчанката дека пием. Аха, дека е пијана кавадарчанка. Да пие, па немаше ни видеа да видите ни ништо, мислам не, тоа така не оди, тоа едно со друго. Добро, како ти доаѓаат тие инспирации за видеата, кажи ми? Така седнуваш, пишуваш или само уклучуваш камера, снимаш, што ти дојде тоа и готово? Пишувам, Добро. морам да го напишам, да го смислам. Мисли има тоа еднаш случајно така што ми дојде, ама добро, експериментално си пробувам. Ама генерално пишувам, еве и за стендап еден некојаш треба 2 години за материјал да извадиш. Мислам не е тоа воопшто
воопшто така како што многу луѓе мислат дека сега ќе дојде и ќе кажува вицови, ќе кажува смешки, ќе ни раскажува нешто. Не ја сваќаат сериозноста на нештото, тоа исто како цела продукција, само што сум сама. Значи имаш автор на текст, имаш режија, имаш актер, имаш се. И јас тоа цело го правам, ми треба време и многу труд и многу енергија да се вложи во тоа, за на крај да ми дојдеш на стендап и да си зборуваш со тој што е до тебе и да не го почитуваш тоа. Мислам, има, и такви работи има, ама има работа. Има доста работа, посебно, еве сега откажав реклама. Откажав поради тоа што не сакам така да го направам, сакам како што треба да биде. Сакам, значи има да работа. Да се посветиш на тоа што треба. Треба 2 месеци за некој да смислам реклама. Зашто не е да, тоа зашто треба да имаш инспирација. Да. Или ќе биде кој што треба, или нема да биде. Ја стојам за тоа. И јас првично треба, тоа не мора да значи дека е добро. Значи како имам луѓе што ме сакаат, така имам сигурно луѓе што не ме сакаат, да се разбереме. Значи тоа се повлекува. Значи не може, мора да има баланс. Мислам и за тие што не ме сакаат, ја викам добро, викам им давам бесплатен психолог, има кај да се испукаат, па на Facebook да напишат некои коментари како ги мразат ликовите, ги напаѓаат. Они мислат дека повеќето мислат дека тоа се карактери што вистински постојат и што они за нив се расправаат. Со овие што ги снимам сега скечевите што се со Надето, Напчето и Нада. Така. И ги оставам, се расправаат со нив. Да, они се расправаат со нив. Да, ова од каминот ли е Волко Жешко или? Да, од каминот. Од рефлекторите ни е малку топличко, но тоа е што е, мора да биде така, за да бидеме убави, нели? Како што сме си убави природно во живот, така треба да бидеме добровени и пред камерата, нели? Мислам, тие работи се познати да ни ги објаснувам барем на тебе. Кажи ми, тетоважи дали имаш? Не. Зошто немаш тетоважи? Па не ми се случило да нешто многу да ми се допадне и да кажам, морам да си го ставам на телото. Не сум против. Ама не ми се случило, последно ми се случи некоја идеја, нешто од типот на исправи се. На гребот, како посетник, исправи се, бидејќи нели гравитација ради. И вака сум од мала, као почнале да растат, сум се срамела прво. И после тоа и некако имам потреба да се исправам повеќе, бидејќи работиш повеќе на тоа. Да. За вежбање немам многу време. Не вежбаш? Не вежбам редовно, но повремено, ева сега месец и пол, ништо не сум направила. А инаку да, сакам да вежбам, дали дома, дали сега имав искуство со тај чи чуан, скоро се заљубив. Се заљубив, многу ми прија тоа, ама не се погодивме тука кога да одам. Јас имав часови по глума со децата во Скопје, во тој период имаа во Скопје, тај чи чуан не може да продолжи. И самиот начин на живење, ова со хранава и како збориме, не знам колку. Па јади си ти слободно изборувај си, ням па да. Зашо да не, па сега нормално во кафана како прават луѓето. Да. Леле. Сигурно разговараат додека јадат. Така да поддржувам вежбање. Поддржувам вежбање, луѓето што вежбаат, значи тоа е многу добра дисциплина и себе љубов, што е многу важно за еден човек, што некако себе љубов е измешано со тоа дека јас сум себичен, со себичноста и себичноста како себичност ќе имаме сватено како некој многу тежок збор. А всушност себе тоа е тргаш од себе. Тргаш од себе, не го прави тоа што не сакаш да ти го прават тебе. Прави го тоа што сакаш ти да го добиеш. И тоа од себе се трга за тој став да го имаш. Значи пак е некоја себичност. Така е, нешто да звучи грубо, не е грубо. Да, нешто и за да се промени, дали во животот на некого или општо за било кој, промените треба да тргнат од нас. Тоа е многу битен став на кој треба луѓето многу да работат. Да, затоа што повеќе ги интересира што има во другиот двор или што прават комшите, него ли што прават тие дома и дали тоа се во ред или нивниот двор. Така да некако треба веќе будно да се зборува и за тие работи, на работата на себе. Што прават комшиите? А зашто не се запрашаш зашто мене тоа ме интересира? Зашто не ако нешто, значи изедам трици за некој така? И сега се запрашам зошто јас ово го кажав? Зошто мене тоа ме тригира? Зошто тоа кај мене предизвикува чувство на агресија, немир, потреба за зборување на за другиот? Тоа е некој да. Зошто тоа кај мене? Значи јас имам нешто тука што
кај мене се активира на таа тема, значи мене нешто ми пречи, зошто таа ми пречи. Сега мораме да копаме за да го најдеме мирот. Точно. Затоа потполно се служувам со тебе. Кажи ми, како по дома се шеташ обично кога немаш ангажмани? Гола. Гола ли? Вау! Немој да звиркате од прозори. Гола? Добро. Не знам како се шетам, него свади прашањето. Да, буквално така, да. Како се шеташ кога немаш ангажмани? Сам да си дома и да си гол. Нема побаво чувство како од мајка роден слободен. Така. Добро. Зависи како ти е убаво, нешто комодно, сакам да кажам нешто пријатно, некој памуџе, нешто така. Зависи сега дека е лето, значи тоа ми дојде прво на кога е зима. Мораш да се облечеш. Си носам такви некои си џамперчиња, некои такви топличко што држат некои мечиња. Така е, вообичаено летно време гола. Па да. Добро. Кој сите верувам, секој Супер. кога има Па прилика не сам да биде дома. Сите дека се шетаат дома голи. Ма сам да си дома. Па Сам. Не Сами знам. нема кој да те гледа од комшиите. Да. Поствари не треба да гледат комшите, тоа е индивидуална собствена работа, дали ќе се шетам на тераса гола или ќе се шетам гола во дневната, например. Па не треба да ги интересира ни. Како на запад, луѓето си се сончаат на тераса со купачи, со све. Да. А балканците се чудат, леле, овие гледај ги. Да. Тоа е нели балканскиот синдром кој го имаме, меѓутоа полека гледам дека веќе се надминуваат сите тие работи. Кажи ми, што е следно што може да очекува публиката од тебе, освен ова, дали работиш на некој проект што не е ексклузивно, имаш да не го кажеш? Па не. Моментално немам ништо конкретно да кажам. Да, се спремам сега во Швајцарија, ќе сум летово. Имам таму мои луѓе. Таму договараме да настапам, нешто сум во преговори за чекам потврда за во Германија. Сега ова што бев во Србија, во Белград и Нови Сад излезе одлично, ме прифатија многу убаво и гледам дека можам, дека сум спремна, затоа што како викаат причај српски да те цел свет разуме. И сега ја како причам, тоа е многу смешно, ама на нив им е симпатично. И така да сакам ова да го фурам со српскиот, да го увежбам подобро и предизвик ми е многу. Значи далеко од тоа дека јас зборувам српски, далеко од тоа, но Како јас зборувам, као да речеме. да, но храбра сум и искрена сум. Значи немам лоша намера, немам зошто да имам таква намера, немам некоја амбиција нешто да кажам и сега јас одма да се испозанесам. Не го имам ни тоа, скромна сум, реална сум за тоа кој сум, како зборувам и сите тие работи, но ете така некако го пуштив. Јас скршив таа идеја, бидејќи сите имаме една идеја дека мора да сме совршени, дека или тоа или нема. И јас тоа го имам за многу работи. Но еве за овоа пуштено ми е, као се шалтам со вакво. За тоа го пуштив, например. Како идеја го ослободив таа мисла дека тој терет, дека нема да биде тоа. Не, одлично е, баш автентично. Да, Баш да бидеш автентично. своја, да не бидеш Да. копија на некој Да. на некој друг. Кажи ми, И за Америка исто така. супер. И за таму сум во преговори, сакам да направам и таму некоја турнеја. Супер. И тоа ќе ми биде исто предизвик, не сум била никогаш. И не сум имала желба, ама еве сега ми се роди како супер, зашто да не, супер. Да, Why секаде каде што ќе те И викаат е добро сакам да. да се пробам. Да, И така. добро е да бидеш Интересно секаде ми е. каде што ќе Да. те повикаат, затоа што ете зрачиш со позитивна енергија, јас би рекла. Да. Кажи ми, додека учеше и средно и факултет и сите тие работи, претпоставам дека еве глумаштвото ти е од најрана возраст, да речем како дете. Имаше ли идол према кој се раководеш? Кој ти беше најголемиот идол? Леле, сакам да бидам како Нејсе. Не знам дали сум имала идол. Не можам да се сетам на идол, ама сега се сетев на една случка пошто кога се чудам, ова ми текнува, кога се чудам некој како реагираат кога ќе ме видат, ме доживуваат како некој нереален лик. Ме гледаат таму и знаеш сум Интересна. Да, интересна. И сега наеднаш уживо им се појавува, ме гледаат и се смеат. Со самото тоа што ќе ме видат, ја ништо смешно нема да кажам. Се смеат, умираат од смеа. И ја викам добро, и само ми текнува, ја кога бев мала, прво оделение, нели сите гледавме Супер Бинго. Значи Игор Џамбазов
Се уште не сум седнала, многу ми е, ама ете не се случило. Зафатена сум премногу и тој сигурно и некако, ама мора да се видиме, еве глумиме во ист филм. Ама на премиерата се поздравивме и се, ама немало прилика да седнеме. А инако Игор ми е мене, бидејќи јас правам шоу и цело време викам да му пишам да дојде, ама се некако. Јас сум сигурна дека нема да те одбие. Не. Игор, девојчево, Игор е како прекрасен. знаеш да го најдеш? Сега случката со Игор. Добро? Значи, гледам Супер Бинго. Сите гледавме, сите тоа го знаеме дека и тоа беше, нели, имаше поголемо или помало, поголемо и помало треба да бираш една таква рубрика во целата емисија. И сите недобитните ливчиња ги праќаа во Скопје назад во студио и они после од недобитните бираат некој, па му се јавуваат на фиксен. Добро. И како се јавуваат на фиксен, тој што ќе крене треба да каже гледам Супер Бинго. Ако не кажеш гледам Супер Бинго, ќе ти кажат ништо, од Супер Бинго звониме. Требаше да кажеш гледам Супер Бинго за да играш во играта. Така. И тоа беше тој период и сега нели сите па се зафркава. Ба не знам, моите со татко ми со другарите па се зафркаваа, нели. Еден на друг се дворат. Па гледам Супер Бинго, папу чарси или не знам што. И децата напраќа секогаш ние се јавувавме и ние сакавме да се јавуваме. И јас се јавувам, а гледаме сите редовно. Игор го доживувам како бог, како нешто многу големо нешто, бидејќи тој тако беше шармантен. Да. Прекрасна енергија, цело време со убави анегдоти, со убави информации, информативно, едукативно, со добар хумор, со се, значи таква енергија беше тоа што љубов беше огромна. Сите го сакаат, Како и- впрочем и се уште го сакаат, нема Сега мислам јас дека како луѓе што дете го сакале. не сум имала искуство јас со телевизија. Тоа беше тоа време кое било тоа 90 и не знам 5-та, 6-та некаде било, не друго време било. И го гледаш човекот на телевизор и го доживуваш како нешто недостапно, како нешто многу далечно. И ни се јавуваат, звони телефонот и јас се јавам, гледам Супер Бинго. И од таа страна Игор ми збори. Ле. И ја почнувам да се тресам како дете, уште го памтам. Да се тресам од возбуда, од среќа, од тоа како Игор сега со мене разговара, како е тоа можно. Како шок. Ја почнувам да плачам од среќа. Не можам да се соберам, не можам да зборувам, плачам. А моите дома, ајде треба поголемо, помало да играме. Моите дома, ајде наде смири се, ајде смири се, ајде треба да играш. И знам утре ден со школа ме забркава, сите ајде смири се, не плачи. Ама на пример тој момент ми беше како, не знам го памтам уште многу, беше силно тоа соочување дека може ова да ми се случи, тука го гледам човекот, што го гледам претходно како нешто многу далечно и сега со мене збори. Зборува и тоа на телефон, Тоа на можеш телефон, да замислиш. Лично за мене. Прекрасно искуство беше. Да. И тоа и секој ќе видам така некој која ми се, леле. И се ставаш тоа и гледаш како мене ми беше. Друга идеја некако, не знам. Да. Некој разбивање. Значи интересен момент, еве нешто Да, откривме интересно нешто приказ што не го знае јавноста за тебе. Ете, сигурно сум дека Игор Џамбазов, пошто веќе бил во Тренд Лайв и ја гледа емисијата и дека ќе го види сето ова. Да. Сигурна сум. Еве кога веќе сме кај интересните случки, знаеме дека секогаш кога сте и на сцена и сите работи се случуваат и несакани ситуации. Една да ни извиш две така смешно комедична ситуација која не ти била во сценарио? Да ми кажеш, добро, јади си, зборувај си. Како глуми го, да. Така. И да видиме што е тоа што ќе биде интересно за публиката да ни го кажеш, тебе ти предизвикало можеби стрес, можеби смење, импровизација некаква и така. Па не знам, ако не можам да се седам сега. Сигурно има многу работи. Има секојаш по некоја случка. Не знам, еве последно во Куманово имаше фестивал за стендап. Ама добро, тоа е реакција цело време на немам некоја таква случка. Нешто што не ти е по сценарио, а ти се случило да паднеш, не знаш што да направиш. Не, многу беше смешно. Ама една детска представа. Добро. Со колеги, не знам каде бевме низ Македонија. Новогодишна беше представата и Дедо Мраз имавме во представата. И сега темата беше како сам дома, значи двајца кратци, почнува како да се кратци, ја земаат телката, а всушност тие се помошници на Дедо Мраз и Дедо Мраз ги пратил да ги однесат подароците. А на они, пошто се двајцата глупи поглуп, такви се двајцата трапави, тромави, глупави,
ги заборавиле подароците и сега пошто им текнало дека подароците се заедно стојат со елките. И сега тие решаваат на сите деца што треба да им однесат подароци, да им ги украдат елките, да им ги земат, да ги однесат ки подароците и заедно да си бидат елките и подароците. Заедно да бидат и се изливува дека ги крадат. И доаѓа Дедо Мраз, колегата мој, доаѓа и што се случува? Блечко, снечко, што? Ги украдовте елките од децата. Не знам што му текна, пошто текст има друг. Он требаше да ги искара, да им каже зошто тоа дека не е убаво, дека не се прави така, но дека сепак се случува сите да сгрешиме, дека ќе им прости на крајот, или не. И украдовте елките од децата. Браво, така треба. Ние на сцена го гледаме тоа и не ни се верува што се случува. Почнуваме се смееме, ама да се смееме да не можеш да издржиш, да факаш да се не беше тоа издржливо. Значи толку се смеевме, мислам дека се смеевме некои 10 минути, што наставничките што беа со оделенијата да ја гледаат представата со децата стана и се наљутија. Ние немавме контрола во тој момент. Немавме толку да пукна смеа, си има така случувано да не пукне смеа, ама некако и се смееш и го кажуваш текстот, посебно со тие детски представи, што глупости се ставаат цело време некој. Леле, тоа нема шанси да го заборавам, например. Се смеевме, тоа траеше, бегавме, ма нема кај да избегаш, те гледаат тука, значи на сцена нема лажење. Нема шој да направиш, те гледаат у секој детаљ, у секој микромомент. И тоа, например, беше многу лудо и незаборавно, ради тоа што беше и незгодно, а во исто време смешно, неконтролирано смешно. Така. За таква глупост, например. Мене не им треба од ја имам ракија. Сека американци малку наљутисва се, зашто Пола Куманова вакцинирасмо се устравио со Спутник. Се вакцинирав нормално. Значи, была е вакцина и се. Кора, шо ме снимате? Чекайте малку, да. Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во сопствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во сопствен ладилник. 075 263 435 070 432 005. Агрокалем Тимјаник Неготино. Ново од Изворска. Твојата омилена природна негазирана вода сега во амбалажа совршена за најмилите. Изворска јуниор. Најдоброто е секогаш од кожувчанка. Инел го носи ултрабрзиот оптички интернет до вашиот дом. Гарантирани брзини до 1000 мегабити во секунда. Ултрабрз оптички интернет. Само со Инел. Ново. Синалко кола и Синалко оринџ. Сега и во лименка. Твојата нова Синалко навика. Синалко од 1905. Stop.
Шеик е вкусот кој ни требаше. Неодоливо вкусен какао крем, внимателно одбрани состојки, мекост и свежина. Тоа е круасанот Шеик. Побарајте го во маркетите. За поголеми количини на 075 926 702. Произведува Полет Фуд, Тремник, Неготинска. Шеик. Абе, те заебавам. Ја те заебавам. А ти се молам, господине. Ние сме институција, бе. Кај се видел некој да се заебава по македонските институции? Ај сега кажи кој бараш. Градска. Бараш градска. Шо градска? Градска библиотека, градска автобуска, не си јасен. Како онкологија? Немаме тука онкологија. Не. Доктор Менгеле во државна, не. Овде се све фини доктор. Травматологија бараш, не бараш онкологија. Па така кажи господине, имаме травматологија. Полна ко брод, ко Здравко Чолиш да има концерт. Кажи ми вака сега, која е најпрестижната улога што би сакала да ја играш? Најпрестижна улога. Ја сакав многу Медеа да ја играм. Ми беше многу предизвик како актер. Да, уште ја сакам Медеа да ја играм некојаш во животот. А инаку веќе ми се смени амбициите. Веќе имам други идеи, други планови, други работи. Пишувам сценарио, почнам да пишувам, ќе ми биде например многу голема работа за мене да се тоа изреализира во еден убав филм или серија и да биде убаво. Мене тоа мислам дека душа би ми се наполнила онака за се, онака би дала се од себе за да го направам тоа. Се од себе, нели не буквално, да не се разбереме. Ама дека би направила, би дала максимум за да се посветам на такво нешто, ама нели тоа полека се движи за да се изреализира и да отиде некаде, да отиде на Netflix, не знам, Netflix е супер, како платформа, не е лошо воопшто. Така би сакала и дали би се појавила во филм? Да, имам јас филмски искуства, Добро. каде што не сум имала искуство на главна улога, освен во краткометражен филм, во краткометражни. Но да, мислам дека и тоа ми следи во животот, бидејќи не се случило, но не се врзувам за тоа дека леле мора, или како што прават актерите, леле сега ќе чекам, мене не правам, ја не снимам видеа, не се глупирам, и тоа што после тоа нема да ме земат во филм. И ќе ти помине животот и нема никад да те земат во филм, ако чекаш на некој друг. Така. Не, само прави го тоа што го сакаш. Да, и во моментот како се чувствуваш. Толку, ништо друго. Дали ќе ме земат или нема да ме земат, ја ќе се земам, бе. Толку. За тоа си сосема Да. во право. И кажи ми само дали носиш брендирана гардероба, имаш ли фетиш или можеби и не? Па вака. Можам да препознам квалитет, бидејќи претходно студирав на технолошко-металуршки конфекцијско инженерство и некако имав можност да имам пристап до тие информации за материјалите, за како се добиваат, како се направени и како можам јас да ги препознам. Така да мислам факт е тоа дека брендираната, не секоја, ама брендираната облека, значи си чини повеќе, ама нели, значи друго е чувството. Многу е попријатно кога се носи на телото, а телото наше треба да си го сакаме, да си го почитуваме и да си го негуваме. Убаво е, но не е нешто неопходно, бидејќи сега има толку работи. Дури сум за секонд хенд исто така, бидејќи неголемото загадување е од облеките, значи веќе дојде тоа до една мега продукција кој што е презаситено. Така да не сум нешто, значи носам се тоа што ми се свиѓа мене, битно ми јас се чувствувам удобно. А иначе тоа пак да го истакнувам дека е такво, нема шанси, не е тоа никако, тоа нека мислам не. Така, и уште еве за крај едно прашање, носиш на настапите твој хармоника, па ме интересира знаеш ли да свириш хармоника или не? Не. Не знам. Глумиш да го свириш уствари? Не, види сега, јас додека учев во нижето музичко, во основното музичко во Неготино, свирав на виолина
Брат ми свиреше на хармоника и брат ми класика обожаваше да свири и јас ден денес слушам класика благодарение на тоа музичко и многу сум благодарна ради тоа. Многу, бидејќи нема подобро од тоа. И татко ми ќе се собера друштво и ќе го тераше брат ми да свири некоја песна народна, не знам, македонско девојче, не се бели маре на хармоника, а брат ми не кеше. И јас земав хармониката на брат ми вака до тука, циркав вака за да гледам. И земав ги научив тогаш македонско девојче, не се бели маре мори, не знам, уште некоја. И од тогаш тоа беше. И сега кога го правев тоа пред 5 години, и реков, тука ќе биде супер да направам нешто на хармоника, ќе биде смешно како да никаде не очекуваат. Мислам дека се зафркавам буквално. И ја носам уште нешто. И сите хармоника, и не мислам дека е реално. Ја бадам хармониката и сите се во шок, тоа е изненадување момент, ама ева сега го откривме бидејќи ме праша. И тука имам некоја исто смешка за фраканција песна, една која што ја свирам, ја пеам и за тоа да, ако вежбам, можам. Значи имам осет, музикална сум, тоа го имам, ете ми останало. Така да можам на повеќе инструменти да го фатам нештото, колку за тоа што ми треба за мене како актерка. Да, повеќе професионално се бавам за тоа не. Така. Лично и персонално, дежурна главна сестра Лидија овде на травматологија. Јас што ќе кажам и поп што ќе закопа тоа е, господине. Од мене поглавен е само директорот на болницата, ама кој е тука. Кога не е тука, сестра Лидија пали и гаси. Ке се качиш и ке ме видиш. Лидија, качи се на трети кат па види ја. И еве, драги наши гледачи, нема да дадеме предизвик на Надица Петрова, бидејќи сама по себе таа е предизвик со сето она што го работи го прави. Затоа ќе дадеме еден убав подарок од учениците од Средното општинско земјоделско шумарско училиште кои го испратија за неа. Тоа убаво винце, вранец, малце да се свртиш кон виното, не само кон ракијата. Повели, ова е подарок за тебе. А сега го благодарност и до сите останати спонзори кои се дел од Trend Life. Сигурно сум дека ти се допаѓа, дека ќе го пробаш винцето. Сигурно, јас многу сакам црвено вино. Така да преферирам црвено и сега преку лето кога е жешко не, ама навечер некојаш знам и преку лето да испијам една чаша. Љубител сум на црвено вино, така да сте ме погодиле, вранец си е класика, фала ви многу. Да си го испијам. Да си го испиеш, затоа што ете со многу љубов го испратија учениците од ова средно училиште. Или ти го испијам, не се ќе си го испиеш. Ти. Добро, и тука некаде ќе ја привршиме и Trend Life. Да. Во ова издание се надевам дека ќе не известуваш за сите оние новитети кои ќе ги има кај тебе, а ние сме тука за да ги промовираме како телевизија и да дадеме максимум за квалитетните ликови во нашава држава излегуваат на површина. Фала ти многу, фала ти што ми повика во емисијата. Ми беше чест да дојдам, за жал во Неготино не има веќе телевизија, но еве исто е веќе како дојде Кавадарци, дојде Метропола, буквално дојде да отиме до градот малце да видиме што се дешава. Така, добро, КТВ регионална во целиот Вардарски регион се гледа, така да супер, чест ми е, поздрав до сите, голем поздрав до сите. И ништо се гледаме во друга прилика, здраве на есен ќе направиме едно гостување во Кавадарци, во Неготино, со цело шоу, бидејќи цело време ме прашуваат кога ќе дојдеш, ја викам че доам не секој. Кога ќе ме видите? Да, така да. Како беше Надица Петрова, не ја викајте, таа сама доаѓа. Сама иде. Да. Така, добро, сега ќе одјавиш емисијава, пошто ја почнели јас да ја одјавам. Како сакаш. Ајде, ако ти е кејф да ме смениш, смени, ајде, јас се уморив некако, ме измори. Малека си ме замолила, Ај, повели. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието. Ова беше Trend Life со Надица Петрова и Даниела. Поздрав, убав ден, убава вечер. Чао, поздрав. Супер. Ја тебе кревет, господине, ти мене кревет. Ја тебе all inclusive за народниот херој, ти мене all inclusive. Утре са бајле, ќе си дојдеш карши болница. И ќе бараш туристичка агенција 9 браќа на па 2 браќа. Ќе влезеш внатре, ќе го бараш братот од лево арта и ќе му кажеш 3 кревета all inclusive за сестра Лидија, 7 дена понудата за певко хоришче.